барање подкуп, кражба на лекови, манипулации со терапиите, отфрлање систем за контрола, фиктивни медицински истории за постоечки и непостоечки пациенти. Тоа се само дел од објавите во македонските медиуми за можните случувања на клиниката за радиотерапија и онкологија. Разговаравме со новинарките што стојат зад повеќето од овие објави. Ирена Мулачка од неделникот Фокус и Мирослава Симоновска од Слободен печат. Главните индици дојдоа пред 6-7 месеци кога двајца вработени од клиниката дојда, не можејќи веќе нели да го издржат тоа што се случува таму и на некој начин раскажа кои се главните проблеми, од кои меѓу кои беше нели начинот на кој се манипулира со терапијата. Се појави еден билтен на Министерството за внатрешни работи во кој што се потенцираше дека лице вработено на онкологија барало мито од пациентка за биолошка терапија која што би морал да ја даде. Преку медиумските објави, во повеќе наврати обелоденија немни сознанија за постоење бројни неправилности на клиниката, а за кои веќе истражува и јавното обвинителство. Се видов со уште многу други од вработените таму кои нацртаа цели шеми на све што се случува, дури ја бев шокирана дека такво нешто е можно. Од начинот на кој нели се изнесувала терапијата од клиниката и тоа е посебно таа скапата биолошка терапија. Многу претходно им беше олеснет начинот на можности да го изнесат лекот од клиниката и да го продаваат нели на црниот пазар. Кога излезе ревизорскиот извештај од Државниот завод за ревизија, кој што е совршенство за следење на неправилностите на клиниката и кој што доколку некој го читал навремено, целата оваа постапка би требала да почне уште во март месец, после овој ревизорски извештај. Моите извори лично се вработени на клиниката. Сега далеко тоа да ќе кажам кои се, али луѓе кои се внатре, луѓе кои имаат доста познавања со сите проблематики, од тоа како се правеле манипулации со терапиите, од тоа што веќе гледаат дека голем број на пациенти кои можат, сега пак збориме за рак, карцином, болест која не се знае крајниот исход, меѓутоа можелба на некој начин да им се продолжи животот. Јас имав комуникација со лице вработено на клиниката за онкологија. Ми ги даваше извештаите за, например, од компјутерскиот систем, дека таму има човек кој што нема канцер, а се води во системот како да има канцер. Таму постои една поголема шема од поранешни директори до секретари, чувари, благајници, кои сега оделенски сестри, значи тоа се околу повеќе од 15 луѓе. Знам дека целата клиника ги убаво знае кои се, многу лошо е тоа што до сега и тие што ги знаат ќутеле. И ми кажуваат, овој пациент е починат во 2014 година, меѓутоа во 2022 година повторно во неговиот картон почнува да се лекува друго лице. Биолошката терапија беше воведена во 2019, меѓутоа не се знаеше никој ја прима, ни дали тој што ја прима има потреба од неа. Самиот директор беше тој кој години наназад ставаше сам подпис и од него зависеше кој е пациентот кој ќе ја прима таа терапија. Клиниката има набавено систем за автоматизирана подготовка на цитостатици, като систем, кој што воопшто не се употребува. Изворите кои што се онколози, долгогодишни онколози, дел од нив биле и вклучени во набавката на системот, кажуваат дека со него е невозможно да се манипулира со дозите. Точно да се знае патот на лекот внатре во болницата, но тоа не било направено. Оделенската сестра која нели треба да им ја подели терапијата и да им ја аплицира, им крати на двете пациентки од терапијата за да остане цело шише едно и тоа едно шише завршува некаде на Косово или не знам, сега зависи кај ги препродаваат, може и на други места, не знам, али прилика тука некаде дека повеќето завршиле на Косово. За случувањата на клиниката за радиотерапија и онкологија, основното јавно обвинителство од Скопје засега води постапка за сторени кривични дела против здравјето на луѓето и за проневера во службата. Не стравувам дека ќе има зацкривање, дека ќе има потфрлање. Верувам дека постапката ќе биде истерана до крај. Ја ги знам сите со име и презиме, меѓутоа нели оставаме на надлежните институции да ги кажат. И прв пат после толку време имам некоја надежда дека има шанси да се разреши целата работа. Од обвинителството не изјавија дека стапили во контакт и со обвинителството од Косово и од Албанија. Од таму ќе се бараат информации што би можеле да помогнат во постапката. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.